Здраво, живо и добар ден. Ве поздравувам од позади Богословец, од мистичното овче поле. Се наоѓам на една огромна градба која што никој не знае кога е направена, кој ја иззидал, дали е зидал слободно, дали е зидал по налог. Воздушната линија од овде до реката Брегалница е многу близу, се слуша и самото течение на реката, а позади нас е ридот Богословец кој што го носи името по саканиот апостол Јован Богослов. Долги години мештаните знаат за ова место. Оние научни испитувања од пред неколку децении кажуваат дека ова е природна градба, но нели историјата ја пишуваат победниците, а митовите ги народот сепак ги памети. Така да останале неколку легенди, топоними во овој простор кои што можат да ни дадат појасен увид за тоа од кога е создадена ова градба и дали има некаква намена. Затоа што и да е создал човек, сепак е човекот е дел од природата и секако дека е ова природно, затоа што е дел од природата. Локалците се сеќаваат на легендата за еден облак, една опклада, онакав бед помеѓу ѓаволот и Господ. Ѓаволот му рекол на Господ дека има многу сила и дека за тоа му треба само една вечер за да го докаже тоа. Дедо Божје му рекол, окей, ја имаш таа вечер, што сакаш да направиш? Ѓаволот рекол, дај ми ја таа ноќ и ќе иззидам толку голема брана што ќе го поплавам цело овче поле. Господ се сложил, облогот бил прифатен, му била дадена таа ноќ и ѓаволот почел да зида, да го прави овој зид на кој што јас седам овде. Тоа продолжило до досна во ноќта пред самото утро, но еден од околните петли кукурикнал многу порано од другите, така го разбудил Дедо Боже, сонцето изгреало порано, па ѓаволот не си ја завршил работата до крај. Барајќи по старите книги од пред век-два, во кои што е споменато овчеполието, најдов на материјали по изучувањето на Македонија од Ѓорче Петров, напишана пред 120 години. Еден од нашите војводи бил и географ, меѓу другото ја одел цела Македонија по ширина и по должина и запишал многу работи кои што ни даваат подруга слика од она што денешните авторитети ни окажуваат. Ѓорче Петров го споменува ридот Богословец, го споменува врвот Јован Богослов, јасно кажува како тој изгледал во тоа време, односно го пишува како пирамидален врв. Кога говори за течението на реките од Овчеполието кон Брегалница, ја споменува клисурата, од каде што од моја десна страна сега, тоа е западната страна, клисурата каде што Свети Николска река ја го поминува Богословец и влегува во Брегалница. Вели дека народот ја нарекува таа клисура ѓаволска клисура, а дека реката од таму до сливот во Брегалница се нарекува тој мал дел од 3 километри ѓаволска рекичка. Сега ако отидам назад во времето, Јован Богослов, знаејќи за тајната книга на богомилите и за неговото влијание во нивното учење, неговото место, како нешто ја пишува Апокалипсата, представува доаѓањето повторно на Божјото Слово, можам да добијам увид преку компарирање на народните преданија и историските податоци, дека овде живееле богомилите, но до кога ние тоа сепак не го знаеме. Прибедејќи не можеме да се објасниме како е настанала оваа градба, најчесто како раса и како цивилизација, за нештата кои што не можеме да си ги објасниме, велиме дека или се од Бог или од ѓаволот. Ако нешто ни одговара од Бог, ако нешто ни одговара, не ни одговара од ѓаволот. До таму имаме стигнато како луѓе во разбирањето на дуалност и на тие две страни кои што водат вечна битка. Барајќи слични вакви градби низ Европа, низ Балканот, најдов на иста легенда во Бугарија, каде што се споменува зидање во текот на ноќта, се споменува петолот кој кукурика порано и се споменува некаков мистичен зид. Имаме информација дека во северна Србија има некакви места кои што го носат топонимот ѓаволски зид, ѓаволски град, но во Германија постои еден огромен зид кој што се нарекува Devil's Wall, ѓаволски зид, Теофелсмауер таму на германски, за чие што постанување тамошните староседелци, домородци ја имаат истата легенда која што ја ние имаме овде.
Германците велат дека таа е запишена од браќата Грим во 19 век.